Премиерот Христијан Мицкоски по враќањето од Берлин е поголем оптимист за евроинтегративниот пат на земјава. Во продолжение со Срđan Ивановиќ ќе зборуваме на оваа тема. Ете, Христијан Мицкоски се врати, има по-оптимистички став од како се врати, вери дека дури може и тоа писмо кое што го спомена дека можеби нема да ми потреба да го прати. Добро. Добро утро. Нели, благодарам за оваа можност. Па малку причини има за оптимизмот на Христијан Мицкоски, односно за зголемувањето на неговиот оптимизам. Значи, неговата теза, но тезата на владата дека бараат промена, нели, на начинот на кој би чекореле кон ЕУ, односно начинот, динамиката на кој би се преземале обврските кои ги има во преговарачката рамка, да се темелат на оној фамозен француски предлог и оние протоколи кои што беа потпишани со Бугарија пред 2 години, мислам, така нешто. Значи, Аналена Бербок, министерката за надворешни работи на Германија, за време на берлинскиот процес, нели, на состанокот кој што беше одржан, убаво му објасни многу пластично на нашиот премиер дека тоа е невозможно, односно би било возможно доколку се промени начинот на гласање во Европската Унија и Бугарија би го загубила ветото, односно не би се барало консензус за сите прашања, па со некакво просто мнозинство, Македонија би можела да смета на такво нешто, таа би ги отпочнала преговорите или би можела се надева на промена на динамиката во преговорачката рамка и тие услови кои што, тие обврски кои што Македонија ги преземала врз себе. Грешките, веќе реков, се направени одамна, не се тие на Мицкоски тие грешки, но тој едноставно мора да се помири со фактот дека тоа ќе мора така да изгледа доколку сака да ги отвори поглавијата со Европската Унија. Сосема друго прашање е дали тој и оваа влада тоа ќе го сторат. Тие сега за сега велат дека немаат намера да ги вметнат бугарите во македонскиот устав во овој момент, значи пред почетокот на преговорите, туку тоа да се случи на самиот крај, пред самото наше зачленување во Унијата. За некоја сигурност. За да се има некоја сигурност. Значи, кога ќе ги слушнете нивните аргументи, има тука голема логика. Значи, на тој еден начин добиваме каква таква, не голема, но каква таква сигурност дека Бугарија нема во преговоравачкиот процес да не блокира за некоја друга работа или да наметне некое друго барање, што е многу известно. Некоја нова влада, идна влада, некоја техничка влада, нели, може да тоа да го стори. Македонија е едно од најупотребуваните зборови на секои предизборни процеси во Бугарија, така и сега. Бугарите имаат нови парламентарни избори. И зошто да мислиме дека тоа нема да се случи, нели, во наредниот период, а тој период е многу неизвестен. Тој може да трае со децении. Значи, тука немате вие јасен план колку време тоа ќе трае, односно преговарањето до оној момент кога ќе добиете покана да станете полноправна членка. Така да гаранциите кои никој не може да ги даде, владата обидува сама да си ги обезбеди, но тоа никој не го прифаќа. Па каде да го гледаме оптимизмот? Како тоа се враќа со оптимизам поголем? Никаде не ја спомне изјавата, никаде никој не го праша тоа што ви кажа Аналена Бербок, значи колегите кои не разговара со него, нема прашања за тоа. Мицкоски оптимизмот го бара во тоа што бил на состанок со германски инвеститори, па оптимизмот е голем дека тие ќе инвестираат во Македонија, што не е спорно, е многу добро, ние многу се радуваме, тоа е доколку се случи ќе биде феноменална вест за нашето стопанство и за сите нас кои живееме во Македонија.
но зошто тој настан со германските стопанственици го поврзува со сето ова друго, јас навистина не можам да кажам. А може би има нешто што не го кажал? Зашто го премислува за писмото? Па, сега видите, он имаше таму две интересни средби. Една беше со канцеларот Шолц, кој каже ние го поддржуваме, ја поддржуваме Македонија во низиниот пат кон ЕУ, но не кажа како ја поддржуваме и каков да биде патот неу. Нешто не е ке нас проблем решението да одиме, ке нас е проблем патот, начинот на кој треба таму да тоа е проблемот, нели? Шолц не каже ништо особено, а Бербок која е таков тип на политичар, често излегува да ние формални рамки, па знае да каже и нешто и што треба и што не треба. И таа многу пластично објасни дека не може. Печатлива за јавноста со самото тоа. Да, и таа многу јасно, многу недвосмислено кажа и ја би сакала као вас, но ете, така функционира Европската унија, ние не можеме поинаку да таква е процедурата. Сега, што би можела владата да направи во овој момент и тоа да вроди со успех, според мене, потребно е да се обезбеди консензус. Значи, да се излезе со една јасна процедура, која ќе биде многу транспарентна, во која ќе бидат вклучени сите партии кои што се во парламентот и отворено, јасно, со сите нив да се изнајде еден пат кој ќе им се допадне на сите партии. Претпоставам дека тој не е премногу тешко да се направи. Сите тие сакаат да влезат у ЕУ, или барем декларативно сакаат, нели? Ајде и да го, нели, да се сочуваме од некои идни непријатности и од некој нов француски предлог во иднина, нели? И значи треба да се обезбеди консензус. Кога ќе обезбедите вие консензус? И со тој консензус ќе настапите пред меѓународната седница, тоа ќе е многу полесно. Тоа сите знаат дека вие од тоа не можете да отстапите, бидејќи сте донеле некаква декларација во собранието за која гласале 120 партиници. Тоа има голема тежина. Тогаш тие ќе кажат, па да видиме што можеме да направиме, нели? А вака кога владеачката власт, која што беше во минатата гарнитура, па сега оваа застапува една, опозицијата застапува друга, тогаш нели другата страна вели па добро, ќе дојде тој другиот на власт, па ќе го заврши ова што на нас не ни се проблем. Несериозен кандидат за член. Па да, и сега нели ако јас на Франција например не е проблем да чека 4 или 8 години да дојде нова власт во Македонија за да отпочне преговорачкиот процес. На Македонија е проблем. Тука е разликата. Благодарам многу. Благодарам што Јудринава беше заедно со нас. Продолжуваме ние понатаму со нашата програма. Она што следува е меѓународната анализа. Бидете заедно со Слободен печат.